23 мај 2025, петок, термин за дневникот на КТВ. Добра вечер. Власта брка политика на грбот на децата, обвинува градоначалникот на општина Росоман Стојан Николов, откако вчера добил известување од Министерството за финансии дека нема пари за да се стави во функција новиот објект од градинката кој е целосно опремен. Тој препознава чиста политика и, како што вели, кочење пред локалните избори, поради што 40 деца се уште се на листа на чекање, иако објектот може да биде во функција во секој момент и да ги згрижи. Николов на денешната пресконференција рече дека во февруари пак добил допис со кој општината била известена дека парите биле обезбедени. Денес го свикав овој прес со цел да ги известам граѓаните за тоа што се случува со новиот дел на детската градинка Праскичка. Почитувани сограѓани, за жал вчера во општина Росоман стигна допис каде што ни известуваат од Министерството за финансии дека нема средства за отварање на новиот дел на градинката. Сите вие знаете дека заедно со претходната влада овој објект беше направен со цел оној недостаток на капацитет да го срешиме и комплетно сите дечиња во општина Росоман да имаат место во детската градинка. За жал, владата од политички причини вчера пушти допис со кој што не извести негативно. Но за нешто да бидат уште покомплицирани, ние во втори месец, во февруари 11-2, добивме допис со кој што не известија дека средства за отварање на новиот дел има одобрено, односно има одобрено 2.447.551 денар. За да денес тие не известат спротивно. Жално е што на овој начин пред локалните избори владата ги тера политиките. Жално е што на грбот на дечињата владата тера локална политика. Јас можам да им порачам само едно. Локални избори не се добиваат врз грбот на децата. Локални избори се добиваат со искрен пристап, со многу работа и со честност. Верувајте, гарантирам дека и без овие средства од владата ќе најдам начин, ќе најдам решение и новиот дел на градинката ќе биде отворен. Оние 40 дечиња кои што се на листа на чекање нема да бидат пресметка политичка. Тие ќе бидат средени и ќе бидат внесени во новиот дел. Гарантирам дека лично ќе најдам начин и решение како да го отвориме новиот дел. Велите дека препознавате политика, градоначалниче, во целата оваа работа. Што доколку не се надмина овој проблем, значи ли дека ќе се чекаат да поминат локалните избори, па потоа објектот да биде во функција? Па дефинитивно со ова што стигна вчера како допис, целта им е да го отворат новиот дел ако ја добијат локалната власт. Немаат они слух ниту за децата, ниту за родителите, туку целта му се локалните избори и само тераат политички. Жално е што тоа го прават. Жално е за тие 40 деца кои се на листа на чекање. Наместо денес ние да ги селиме во новиот дел на градинката, ние сега треба да ги известуваме дека немаме ние место, а имаме ново изграден дел кој што така ни стое повеќе од година дена. Никогаш во изминатиот период, во изминативе би рекол и 4 години, не сум терал политика. Никогаш не сум дискриминирал никого врз основа на партиска припадност. За тоа се и кадровските решенија кои што се направени доказ и луѓе кои што денес се главни активисти во ВМРО-ДПМН, а се вработени директно преку општината во АД во Врстопанство и на други места. Жално е што тие повторно почнуваат да го делат народот и општините на партиска основа. Не може во општини каде што се припадници на политичката партија на власт да се дозволуваат нови работни места, а во општина Росоман тоа да не е дозволено. Жално и срамно е ова. Се асфалтира пат до село Чемерско во должина од 830 метри со целосно вадење на стариот асфалт на патот, банкини и проширување на истиот со вкупна површина од 4500 метри квадратни. Изведувач на работите е фирмата Градба Промет во вредност од 8.800.000 денари, инвестиција на владата на Република Македонија, информираат од локалната самоуправа. Оттаму информација дека во тек се работни активности на улицата Климент Охридски во Кавадарци, каде се поставува атмосферска канализација и се врши бетонирање на улицата со вкупна површина од 230 метри квадратни. Работите ги изведува фирмата Градба Промет. Продолжува санацијата на полските патишта на територија на општина Кавадарци. Денеска се работеше на санирање и прочистување на полските патишта во село Брушани. Таму се реализираат активности за решавање на водоснабдувањето.
Во тек се работни активности од страна на ЈП Комуналец за изработка на платформа на која ќе бидат поставени резервоари, со кој ќе биде решен проблемот со водоснабдување во населбата Брушани, велат од општина Кавадарци. Компанијата Кожувчанка Кавадарци одбележува 3 децении успешно работење на домашниот и странскиот пазар. По 3 децении постоење, компанијата Кожувчанка е синоним за традиција, квалитет и доверба. Нашата компанија и сите брендови од неа се создадени и изградени со љубов кон природата и одговорност кон општеството и нашите потрошувачи. Произведуваме природна, минерална и изворска вода, како и функционални води, газирани и негазирани освежителни пијалоци, ладни чаеви, енергетски пијалоци и пива. Во моментот броиме над 90 производи од нашите 5 брендови. И тоа: Кожувчанка, Изворска, Синалко, Наше македонско и Лајфер пиво. А нашето портфолио постојано се проширува според потребите на современиот потрошувач. Достапни сме на цела територија на Македонија, а се повеќе сме застапени на странските пазари во соседните балкански земји, Европа и прекоокеанските земји. Континуираниот напредок на компанијата Кожувчанка, која гради својата приказна веќе 30 години, се должи на нашата способност да се адаптираме, да вложуваме и пред се да ги слушаме потребите на нашите потрошувачи. Иновациите ни овозможуваат да бидеме чекор напред, а автоматизацијата за да работиме ефикасно и одржливо. Меѓународните стандарди за квалитет постојат за да ја задржиме довербата од потрошувачите, а вложувањето во нашите вработени соработници за да изградиме вистинска тимска култура. А она што во секое време не движи сите нас кои сме дел од Кожувчанка е страста кон производот, компанијата и кон нашите вредности за потрошувачот и општеството. Личните карактеристики како одлучноста и упорноста се основата за напредување на жената во кариерата. Едукацијата и постојаното надградување пак се неопходни во денешниот динамичен свет, а пак поддршката од семејството и тимот даваат една стабилност и сигурност. Но она што е можеби најважно за една жена со кариера и лидерска позиција е вербата во себе, јасната визија и храброст во носење на стратешки одлуки за компанијата. Овара Кавадарци до основното јавно обвинителство Кавадарци поднесе кривична пријава против ДЖН 32 години од Велес и ЈФ 22 години од Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело кражба по член 235 од Кривичниот законник. Имено на 26 јануари годинава околу 12 часот првопријавениот влегол во домот на АК 55 години од Кавадарци и одзел 176.000 денари и 10 литри ракија, а второпријавениот му помогнал во извршувањето на кривичното дело на тој начин што му кажал дека во домот нема никој и дека влезната врата е отворена. ДЖН му дал дел од одземените пари на ЈФ, а ракијата ја оставиле на кејот на реката Лудамара, каде била пронајдена. Утринава во 4 часот на улица Дисанска во Кавадарци, полициски службеници од Овара Кавадарци го лишија од слобода 35 годишниот АМ од село Глишик, Кавадаречко. При сообраќајна контрола сопрено е патничко возило Цитроен со кавадаречки регистарски ознаки кој го управувал и по преземени мерки констатирано е дека е под дејство на алкохол, односно измерени му се 3,05 промили алкохол во крвта. АМ е задржан во полициска станица, бил известен јавен обвинител и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена кривична пријава по член 297А од Кривичниот законник, безобзирно управување со моторно возило, информира денеска од СВР Велес. Вчера во Градско се одржаа републичките пензионерски спортски игри. Се наоѓаме во Градско,
каде ќе се одржат регионалните надпревари спортски од градовите Велес, Кавадарци, Неготино, Демиркапија, Гевгелија, Валандово, Богданци и Дојран. Ние на овие спортски надпревари учествуваме со наши екипи во поодделни дисциплини на кои ќе се надпреваруваат со другите учесници од здруженијата што ги наведов. Сакам да кажам дека вкупната бројка која што учествува на овие надпревари се околу 50 пензионери кои ќе учествуваат во посебни дисциплини како што се стрелаштво, на кои што ќе имаме тројца надпреварувачи и еден судија, шах исто така тројца надпреварувачи, скок од место 1, пикадо тројца надпреварувачи, тегнење на јаже, че имаме 7 надпреварувачи, фрлање ѓуле 2, маж и жена, трчање на 60 метри 1, трчање до 80 метри маж и жена, домино 2 надпреварувачи, 1 пензионер и 1 пензионерка, играње на табла 1 надпреварувач, шутирање на гол 6 пензионери, од кои што 3 пензионери и 3 пензионерки. Се надевам дека на овие надпревари со фер и дисциплинирано надпреварување ќе се освојат потребните награди за да потоа имаме учество на републичките надпревари, спортски надпревари кои ќе се одржат во Скопје. Во Градско се одржува 29-та регионална ревија на спорт и спортски игри. Домаќин е Сдруженијето на пензионери од Велес. Тука учествуват 8 здруженија од повардарието. И тоа се Кавадарци, Дојран, Велес, Неготино, Гевгелија, Валандово, Демиркапија. Секоја здружение од прилика во просек има по 30 учесници или вкупно околу 250 учесници на оваа спортска манифестација. Оваа спортска манифестација се одвива во 11 дисциплини и има учесници што учествуваат во дисциплините за трчање, за шах, за пикадо и вкупно 11 дисциплини. Денеска се собраме овде во Росомон, а домаќин на сите наши спортски игри беше Градско, односно Сдружение на пензионери Велес. Јас како председател на Сдруженијето на Велес сакав малку и руралните клубови да ги живниме и затоа решиме да биде во Градско, бидејќи Градско има перфектни терени за една ваква пензионерска олимпијада. 29 поред се игрите, почнувајќи од 1996 во Струга првите спортски игри беа, а сега се овие регионални, ќе ги завршиме за во рок од 1 месец и потоа најесен во септември ќе ги одржиме републичките спортски игри, односно републичката олимпијада. Има повеќе дисциплини. За пензионери се знае дека треба да биде полесни да бираме полесни дисциплини како што се салонските шах, домино, пикадо, табла и така натака, а во иднина ќе предвидуваме да имаме и пинг-понг за тие што се посвежи пензионери. Двајца мажи на возраст од 40 и 44 години од Скопје се новите случаи на мајмунски сипаници регистрирани во земјава. Според податоците на здравствените власти, случаите не се поврзани меѓусебно, а ниту еден од пациентите не патувал во странство во последниот период. Како што информира директорката на Институтот за јавно здравје, доктор Марија Андоновска, еден од пациентите бил веќе хоспитализиран на инфективната клиника во Скопје и се следела неговата здравствена состојба. Вториот се уште не се пријавил на ниту една од клиниките.
Универзитетската клиника за радиологија и онкологија апелира до сите засегнати, посебно до пациентите и нивните блиски, да останат смирени, сталожени и доверливи во однос на целокупниот работен процес на клиниката, уверувајќи дека се по отварањето на случајот онкологија воведени се драстични промени во работата, се со цел стандардизирање на третманот на пациентите. Основното јавно обвинителство Скопје вчера поднесе 2 обвиненија за предметот онкологија, како што соопшти вчера на пресконференцијата предметната јавна обвинителка Ана Гоговска-Јакимовска. Предметот е поделен на 2 дела. Првиот се однесува на економското работење на клиниката за онкологија, во кој се опфатени тогашниот директор и организацијскиот директор на клиниката, и вториот дел од предметот се однесува на третманот на пациентите и опфаќа 4 лекари онколози. Вие сте со Дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Македонскиот пат кон Европската Унија е полн со предизвици и предолго чекање. Државата очекува појасна потврда од Унијата, изјави денеска премиерот Христијан Мицковски. Незиното присуство денес во Скопје е значајна порака дека Европската Унија не го заборава овој регион и дека постои легитимен интерес за нашите состојби и нашите заложби. Разговаравме отворено, како што и доликува на партнери кои се стремат кон заедничка иднина. Разговаравме за патот кон Европската Унија, пат кој не беше ни лесен, ни краток, ниту секогаш праведен. Пат со многу предизвици, компромиси, за жал предолго чекање. Нашата пределба станува јасна. Ние припаѓаме во Европската Унија. Не затоа што некој ни го должи тоа, туку затоа што со децении градиме општество на демократски вредности, владење на право, човекови право и добрососедство. Затоа што ние вложуваме, се жртвуваме и се менуваме со надеж дека трудот ќе биде препознаен. Меѓутоа, таа определба мора да биде возвратена. Ова држава има право да очекува многу појасна, поотворена и почесна потврда од самата Унија. Затоа што ќе се согласиме, не сите земји членки и не секогаш се однесуваат во европскиот дух. Драги пријатели, денес во разговорите побарав фер третман, побарав доследност. Европа да покаже лидерство, кое што ќе донесе нешто вредно за граѓаните во реалност. Да се врати до вербата во европската идеја, особено кај младите. Тоа го зборувам не само како политичар, туку и како човек, професор, кој што работи со младите луѓе. Да покажеме дека Европската Унија не е затворена, туку за нас е жива визија. Заедница на вредности, отворена за оние што ги живеат тие вредности. Денес не само што зборувавме за реформи, ние ги живееме тие реформи. И тоа не го правиме за да добиеме аплауз, туку затоа што веруваме дека тоа е вистинскиот пат. Веруваме во европскиот сон, но и бараме да биде сон достапен за сите. Затоа ја поздравувам денешната инаугурација на првиот диалог за безбедност и одбрана со Унијата. Тоа не е само вообичаена символика, тоа е сигнал дека се движиме во иста насока. Соработката со Балканската медицинска работна група и поддршката што ја добиваме во областта на одбраната, здравството и младинските политики се исто така чекори што значат многу за нас. И покрај сите предизвици, верувам дека иднината е на наша страна, верувам во нашите граѓани, во нивната решителност, трпеливост и зрелост. Верувам и во визијата на Европската Унија, како заедница која ги вреднува принципите. Не го заборава придонесот и знае кога е време да го направи вистинскиот чекор. Нашата рака останува подадена. Отворени сме за пријателство, за диалог и соработка. Но стоиме цврсто исправени, достоинствени со јасна порака. Ние сме подготвени,
Европа може да смета на нас, а сега е време и ние да почнеме да сметаме на Европа. Нека оваа средба биде уште еден мост на доверба, разбирање и заедничка иднина. Дали Филипче е изземен од случајот онкологија, каде што се остварила добивка преку измама во висина од 2,2 милиарди денари, праша на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Нов ден, старо нов скандал. А сето ова додека Филипче бил министер за здравство. Во периодот од 2018 до 2022 година, кога Венко Филипче бил министер за здравство, оштетен е буџетот на државата преку измама од над 2,2 милиарди денари или над 35 милиони евра. Вчерашната одлука на основното јавно обвинителство за завршување на истрагата за случајот онкологија, каде што се поднесени кривични пријави на две лица, поранешни директори во онкологија Нино Васев и Нехат Нухи, а ќе се водат истраги против лекари кои биле вмешани во случајот, додека омилениот обвинител на СДС и ДУИ, Гаврил Бубевски, не покренува истрага против Филипче, иако Филипче самиот директно или индиректно има дозволено системски башибозук и непочитување на 60-тина законски одредби. Според членот 295 од Законот за здравствена заштита, каде што се вели, цитирам, надзор над законитоста на работата на здравствените установи врши Министерството за здравство, што значи дека Филипче бил директно одговорен за истото. Одиме понатаму. Го прашуваме Филипче, а обвинителството треба да истражи, а не да затвора случај, дали Филипче знаел дека не се дава онколошка терапија и дека одреден дел се крадел и според информациите кои се во јавност продавани дури на црниот пазар во Косово. Дали Филипче имал преглед дека немало следливост на онколошката терапија или бил соучесник во истите. Исто така, Филипче да одговори за долгот на онкологија од 12 милиони евра. И да не заборавиме, дали сето ова што се случуваше на онкологија беше само за компаниите блиски до Филипче да продаваат лекови и терапии по екстремно високи цени за граѓаните кои треба да примаат онколошка терапија. Огромни пари се исцедени од буџетот на државата токму во периодите на власт на Филипче. Филипче мора да одговара за секој еден случај кој што е поврзан со него. Доста е криење по партиски штабови и состаноци со неколкумина поттршковци кои седат до некои го снимаат само за да не излезе во јавност и да ги избегне нашите прашања. Филипче е синоним за криминал, корупција и неспособност. Наместо експерт, партиски пулен, СДСМ нема да го подржи Трајко Славевски за гувернер, изјави пратеникот од СДСМ Оливер Спасовски. Предлогот вчера го слушнавме од медиумите, се уште не е доставен до пратениците, се надам дека ќе го добиеме, меѓутоа ние нема да го подржиме предлогот за гувернер, заради тоа што сметаме дека изборот исклучио тесно партиски, не избор кој што ќе понуди експерт на позицијата гувернер на Народната банка, што било, би рекол, традиција во изминатите години. Од председател на Совет на град Скопје доаѓа како гувернер на Народната банка, тоа е првата работа. Втората причина, лично сметам дека човек кој што се спротивставува на растот на минималната плата, на економски политики кои што се за доброто на граѓаните, тој беше најголемиот противник, ако се сеќавате, тој велеше дека дури 9000 денари минимална плата е голема минимална плата и така натаму, не може ништо добро да донесе ниту за системот, ниту за државата. Трето, човекот кој што овие изминати скоро 4 години како председател на град Скопје не направи ништо осем кочење на сите работи кои што требаше Советот да ги прави и практично водење на некакви политички битки помеѓу градоначалничката која што тие избра и ВМРО ДПМН, немаме навистина никаква причина да се даде подршка да Трајко Славевски биде избран за гувернер на Народната банка.
Утре не очекува променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд проследени со грмежи и засилен ветер. Пообилни врнежи ќе има кон крајот на денот и во текот на ноќта, особено во источните и јужните делови. Температурата од 13 до 23 степени. Дневните температури ќе бидат во опаѓање, особено во недела и почетокот на следната седмица. Го гледавте Дневникот на КТВ, имајте пријатна вечер.